Десетина месеци ке доцни најавеното уредување на железничките премини кај основниот суд и кај ветеринарната станица во Кочани. Откако на крајот на август минатата година јавното претпријатие Македонски железници инфраструктура го прифати барањето на општината да се направат градежни интервенции. Според планот, неопходно е да се изврши проширување и обновување на коловозот што поминува преку пругата, со што состојбата од пред повеќе децении значително ќе се подобри. При заедничкиот увид што минатото лето го направија представници од претпријатието и од општината, беше констатирано дека треба да се изготви техничка документација со која наместо сегашната камена коцка меѓу премините треба да се постави гумена подлога. Носител на градежните активности треба да биде јавното претпријатие за железничка инфраструктура, додека општина Кочани да кофинансира во дел од трошоците. Сепак, од тогаш до сега градежни активности на терен се уште нема. Се планирани, но поради технички причини од страна на Македонски железници се поместени во програмата за 2023 и станува збор за ветеринарната станица патничкиот премин и патничкиот премин кон Градовци. И добиваме напокон после 20 на нешто години проширување од 13 метри, каде што како булеварско решение одиме чекор нанапред по програмата и делот од проектите кои што општина Кочани ги прави, а тоа е влезот од јужната страна. Според постигнатиот договор, на преминот кај основниот суд треба да се оспособат двете ленти од постојниот булевар, наместо сегашното стеснување во една коловозна лента. Вакво барање од општина Кочани до јавното претпријатие Македонски железници беше доставено уште пред околу 2 години, а одговорот пристигна неодамна. Со прифаќањето на барањето, локалната самоуправа ќе може да го реализира планираното булеварско поврзување. За преминот кај ветеринарната станица пак е договорено да бидат санирани сегашните недостатоци, односно да се постави гумена подлога на коловозот и да се обнови сообраќајната сигнализација, истовремено да се направи и простор за движење на пешаците. Министерството за животна средина даде позитивно мислење за изработениот урбанистички план во населено место за локацијата во атарот на селото Тракање, каде што е предвидено да се постават фотоволтаични централи. Со тоа, општина Кочани ќе може да ги продолжи активностите околу проектот што почна пред околу 2 години, а со кој се продадаа 8 градежни парцели во државна сопственост вредни 30 на милиони денари. Според изработениот план за кој е добиена согласноста, се предвидува површината на планскиот опфат да изнесува вкупно 28 хектари. Парцелите, каде што во иднина треба да се постават фотоволтаичните централи за електрична енергија, се наоѓаат во местноста Страната, во атарот на село Тракање. Општината со претходниот проект се обврза како сопствена инвестиција да обезбеди пристапен земјен пат, а истиот да поминува низ местноста Средни Рид во атарот на Тракање и местностите Сламерник и Чифликот во атарот на селото Бели. При тоа се нагласува дека со урбанизацијата на конкретниот плански опфат ќе се предизвикаат позитивни импулси и ефекти врз пошироката заедница од аспект на искористување на обновливите извори на енергија и зачувувањето на животната средина. Со проширувањето на урбанистичкиот план ќе се овозможи изградба на централа за производство на електрична енергија од обновливи извори, а капацитетот ќе биде 8 мегавати. Првата фотоволтаична централа во местноста Страната кај селото Тракање со производство на електрична енергија почна кон крајот на октомври минатата година. Инсталираната мокиност на панелите од кои се добива струја изнесува 8 мегавати, а инвеститор и нејзин сопственик е групацијата Централ Инвест од Скопје. Општинската организација на Црвен крст од Виница за повеќе од двојно го натврли планот за крводарување во 2022-та, со тоа се вбројува меѓу најдобрите во државата. Во просек, секој месец имаше по околу 70 крводарувања, а на последната крводарителска акција што се одржа кон крајот на декември, одзивот на граѓаните беше двојно поголем. Виница остана доследна на своите хумани предности и повторно е најхумана општина во државата. Годината ја завршивме со натврдување на годишниот план со
24% и очекуваме сумирањата резултати на ниво на држава да видат и повторно да бидеме назначени за најхумани во државата. На 28 декември имавме последната акција за претходната година и оставивме 132 крводарувања. Имаме постојана и добра соработка. Исто локалната самоуправа и со компаниите, како и полициска станица и други фирми и организации кои се доследни на своите досегашни постигнувања и имаат голем број на крводарители. Според Цоневски, голем придонес во исполнувањето на годишниот план за крводарување, Општинската организација на Црвен крст од Виница добива од младите сограѓани. Семејното крводарителство и понатам останува главна сила за младите крводарители. Нема дете од семејството кое не го следи патот на своите родители и може една третина од нив не ни чека да наполнат 18 години со личина на родителите, даваат и пред напомнување на 18 години, соработката со средното училиште е секако најдобро, меѓутоа најнапред се е традицијата, затоа што повеќе членови од семејствата се крводарители. Помош во исполнувањето на годишниот план за крводарување даваат и поголемите стопански субјекти, како и локалната самоуправа на Виница. За годината што предстои, Црвениот крст од Виница очекува да ги повтори резултатите од минатата година. Над 100 дечиња и млади, пејки ја песната Вечниот Бог, учествуваа во Бадниковата поворка во Кочани, во рамки на одбележувањето на Христовото раѓање Божик. Манифестацијата се одржа по 2-годишен прекин поради ковид пандемијата. Поворката тргна од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги и продолжи по улиците во централното градско подрачје. На младите бадникарчиња им се придружија поголем број верници и граѓани, пошто заедно се упатија пред зградата на општина Кочани. Таму ги пречека градоначалникот Љупчо Папазов со своите соработници и им се заблагодари за укажаната чест. Со една убава поворка и интерпретирање на божикната песна негувате една традиција која е воспоставена од неодамна, да очекуваме дека ова ќе трае подолго и вашите наследници и вашите другарчиња ќе ја продолжат следните години. Ви благодарам уште еднаш за убавиот настан, ви посакувам среќни празници, нека е за многу години. Бадниковата поворка во Кочани годинава се одржа по трет пат. За сите учесници во манифестацијата, локалната самоуправа на Кочани обезбеди коледарски подароци, што им ги подели градоначалникот Папазов. Во паузата меѓу есенскиот и пролетниот дел од правенството во втората фудбалска лига тече приодниот рок за фудбалерите. Виничкиот второлигаш Слога 1934 веќе ги направи првите 2 трансфера. На екипата и пристапи Давид Бошевски, кој дојде од прволигашот Академија Пандев од Струмица. Во тимот од Виница, Бошевски ќе ја засели од брамбената и средната линија, за која стручниот штаб оценил дека има и најголема потреба. Второто засилување за Слога во зимскиот преоден рок е Борче Ужевски, кој претходно настапуваше за тимот на Кожув од Гевгелија. Слично како и Бошевски, и тој ќе игра во одбранбената линија и треба да му помогне на клубот во задржувањето на второлигашкиот статус. Од Виничкиот клуб претходно нагласија дека поголемиот дел од долговите што беа затекнати се расчистени, а најважно е што се исплатени надоместоците за плата, превоз и исхрана на играчите кои во есенскиот дел ги бранеа боите на клубот. Преодниот период за фудбалерите ќе трае до првата половина на идниот месец, а почетокот на пролетниот дел во втората македонска фудбалска лига е закажан за 18 февруари. Тогаш ќе се игра 16-тото коло, во кое Слога ќе биде домакин против последно пласираниот Борец од Велес.